Го следите најновото информативно издание на 1ТВ. Добар ден. Утрово од 7 часот се отворија гласачките места низ државата за шестите претседателски избори. Во трка се тројца кандидати. Право на глас имаат 1.808.131 граѓани на 3.480 избирачки места. Гласачките места ќе се затворат во 19 часот. Според членот 81 од Уставот, победата на еден од кандидатите во првиот круг може да им ја донесе мнозинство на гласови од вкупниот број избирачи, односно 904.066 гласови за кандидатот. Доколку не се случи изборот да биде завршен во првиот круг, во вториот круг одат двајцата кандидати што освоиле најмногу гласови во првиот круг. Вториот изборен круг е закажан 2 недели подоцна на 5 мај. А заедно со претседателските избори денеска се одржуваат и предвремени локални избори за градоначалници на Охрид, Новосело и Дебар. Според заклучениот избирачки список на Државната изборна комисија за предвремените локални избори во Охрид, право на глас имаат 52.303 граѓани. Во Дебар 18.625 и во Новосело 11.365 граѓани. Во трите општини избирачот по ливчето за претседател добива едно ливче само за избор на градоначалник. Со оглед дека советите се конституирани на редовните локални избори, за гласањето на локалните избори избирачот се потпишува во изводот од избирачкиот список наменет за локалните избори. Во општините Охрид и Дебар изборите за градоначалник се распишани поради ненадејна смрт на градоначалниците Јован Стојановски и Ружди Љата, а во Новосело се избира нов градоначалник бидејќи поранешниот поднесе оставка. Петмина кандидати поднеле кандидатура за предвремените избори за градоначалник на Охрид, а по двајца за градоначалници на Новосело и Дебар. Вториот круг на предвремените локални избори за овие три општини ќе се одржи заедно со претседателските на 5 мај. Гласањето за избор на претседател на државата се спроведува од страна на 80 општински комисии на 3.480 избирачки места. Претседателот на Државната изборна комисија пред изборниот процес порача на изборите да победи подобриот и кажа дека за спроведувањето на изборниот процес од буџетот на државата одвоени се 299 милиони денари. Според него, досега се одвива според предвидениот план за искористување на одвоените средства и изрази надеж дека доколку рационално се трошат, можно е да бидат потрошени и помалку пари од предвидените. Екипите на 1ТВ од ранните утрински часови се на терен со цел навремено да ви ги пренесеме сите информации поврзани со процесот на денешното гласање за избор на претседател. Колешката Андреја Чобанова во овие вести линковски ја вклучуваме од избирачкото место во основното училиште Колен Делковски во општина Центар. Андреја, како тече гласањето таму? Да, Александар, се наоѓаме пред, како што спомена и ти, основното училиште Колене Делковски во општина Центар. Од она што можевме да го собереме како информација од претседателите на гласачките места, и тука гласањето се одвива мирно, сите гласачки кутии се отворени точно во 7 часот, гласањето продолжува и ќе се одвива до 19 часот. Она што може да се забележи дека сега има поголем број на граѓани кои што денеска го остваруваат своето право на глас и избираат претседател на Република Северна Македонија. Токму тука во основното училиште Колене Делковски право на глас имаат отприлика околу 6000 граѓани, а од она што можевме да се информираме од претседателите на гласачките места дека досега според нив излезноста е отприлика 60%. Во продолжение да слушнеме дел од изјавата од претседател на гласачко место. Избирачкото место беше отворено во 7 часот. До сега излезеноста е мала и во состав на избирачкиот одбор 2600 се спроведуваат изборите во согласно овој изборен циклус. Согласно изборниот законник, право на глас има секој со навршени 18 години што го има во избирачкиот список со валидна лична карта. Лицата со инвалидитет, нормално со нормален пристап и со помош на гласање на истото лице. Да, она што успеавме сепак да прашаме и дел од граѓаните за тоа како очекуваат да помине денешниот изборен ден и што очекуваат, какви се очекувањата од идниот претседател. Сепак сите се согласни дека очекуваат денешниот ден да помине достоинствено и во мирна атмосфера. Во продолжение да слушнеме и дел од граѓаните.
Што може да се очекува? Секој сака убаво. Како очекувате да помине денешниот ден Мирен, мирен? мирно и достоинствено. Се најдобро. Како очекувате да помине денешниот ден? Па се надевам супер. Го остваривте, гласавте, го остваривте своето право? Го остварив. Па да не биде како сегашниот. Ма и подобро. Кажете ми како очекувате да помине денешниот избирачки ден? Па јас мислам ќе помине добро. Го остваривте своето право на глас? Сигурно. Што очекувате од идниот председател? Што очекуваме? Нешто подобро. Дали како очекувате да помине денешниот ден? Мирно е, како што се гледа. Нема, чим нема гужва. Го остваривте своето право? Да. Очекуваме подобро да видиме председателска работа ограничена. Тоа толку. Како очекувате да помине изборниот ден? Мирно и убаво. Дали го остваривте своето право на глас? Да. Вие што очекувате од идниот председател? Мислам дека ќе биде се најубаво и секој ќе си го даде својот глас. Како очекувате да помине денешниот изборен Мислам ден? дека ќе биде мирно, пошто ја прв пат доаѓам овдека, порано во Сингириш гласам и колку што гледам многу е мирно, ти е милина да гласаш. Да, Александар, тоа бил дел од расписувањето на граѓаните, сепак екипата на 1 ТВ останува на терен да видиме како ќе се одвива атмосферата и гласањето во останатите избирачки, односно гласачки места во Скопје. Александар. Андреја, ти благодарам за извештајот во ова вклучување во вестите, а ние продолжуваме со останатите содржини. Шестите поред председателски избори во земјава ќе ги мониторираат голем број наблюдувачи како домашни, така и од странство. Тие на терен будно ќе ги следат гласањето, можностите за какво биле изборни нерегуларности, а дополнително ќе ја надгледуваат и работата на општинските изборни комисии, како и работата на Државната изборна комисија. Изборниот процес го следат 3094 домашни и 419 странски наблюдувачи. Најмногу домашни наблюдувачи има невладината организација МОСТ, вкупно 1940. По бројност од домашните наблюдувачи зад МОСТ е Сдруженијето за афирмација на хумани вредности и младинска интеграција, МАК Сонце, која учествува со 583 наблюдувачи. Ова здружение првпат се појави за референдумот 2018 со 119 наблюдувачи. Трето, според бројот на наблюдувачи, е Сдруженијето на граѓани за развој и промоција на туризмот, Одржлив развој и човекови права Аксиос со 329 наблюдувачи. На листата на акредитирани е Сдруженијето на граѓани Цивил, Центар за слобода со 160 наблюдувачи, но и Светскиот македонски конгрес Скопје со 59 наблюдувачи. Во мониторингот се вклучува и Кумановското здружение Инклузива со 44 наблюдувачи, од кои 40 се лица со попреченост. ОПСЕ ОДИХР има пријавено 195 наблюдувачи и 187 преведувачи. Парламентарното собрание на ОПСЕ пак ќе има двајца своји наблюдувачи, а Парламентарното собрание на Советот на Европа 12. Од амбасадорите, најмногу акредитирани наблюдувачи има Американската амбасада, 42 и 63 преведувачи. Руската амбасада има 4 наблюдувачи, унгарската младинска политичка организација Фиделитас 6 наблюдувачи. За следење на изборите се акредитирани и 13 странски новинари. Граѓанската асоциација МОСТ на првата пресконференција која се одржа утринава соопшти дека сите избирачки места каде имаат распоредено своји наблюдувачи се навремено отворени. Единствено гласачкото место 2344 во општина Студеничани не е отворено во 7 часот, бидејќи лицето кое го имало клучот не сакало да ја отвори просторијата каде требало да се гласа. Повикуваат на фер и демократски избори и апелираат до граѓаните да пријават секакви нерегуларности. МОСТ има распоредено и 100 мобилни тимови низ целата држава, кои ще служат како логистичка поддршка на наблюдувачите и ги наблюдуваат оние места каде што немаме наблюдувачи, како и атмосферата надвор од гласачките места. По завршувањето на гласањето во општинските изборни комисии ќе имаме 80 наблюдувачи, кои ја следат постапката на достава на изборниот материјал и сумирање на гласовите, а ја следиме и работата на Државната изборна комисија со еден наблюдувач. Како и на сите на претходните изборни процеси, МОСТ го спроведува проектот и наблюдувањето во согласност со декларацијата за универзални принципи за наблюдување на изборите од страна на граѓански организации и останатите меѓународно признати стандарди за домашно наблюдување на изборите.
Според досегашните информации кои што ги имаме, отворени се сите гласачки места на кои што Мост има своји набљудувачи, освен гласачкото место 2344 во општина Студеничани, поради тоа што лицето кое што има клуч од просторијата одбивало истата да ја отклучи. Останатите набљудувачи се распоредени на избирачките места и досега немаат пријавено никакви проблеми. Во текот на денот отворена ќе биде бесплатната телефонска линија 080 080 080, на која граѓаните ќе можат да пријавуваат евентуални нерегуларности или да дадат некакви информации поврзани со процесот. Одделенијата за управни работи ќе работат и денеска, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Сите барања за издавање лична карта по законски спроведена постапка, а кои се поднесени заклучно со вчерашниот ден, ќе се одобруваат итно во сите регионални одделенија за управни работи при Министерството за внатрешни работи, и тоа само доколку подносителот не поседува биометриска патна исправа. На денот на претседателските и локалните избори, 21 април, одделенијата за управни работи ќе работат само за издавање на лични карти. Истото ќе важи и за вториот изборен круг, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Во канцеларијата на Народниот правобранител за време на одржувањето на првиот круг од претседателските избори и предвремените избори за градоначалник на општините Охрид, Дебар и Ново село во периодот од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800 54321, на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Од таму додаваат дека граѓаните отворени ќе бидат сите канцеларии што ги имаат во градовите Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и во Штип, со цел да им се помогне во остварувањето и заштитата на нивните избирачки права. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат правата на граѓаните ќе ги штитат со преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во избирачкиот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија ги известува граѓаните дека денеска канцеларијата на комитетот ќе биде отворена во текот на целиот ден со цел да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право за време на претседателските избори. Комитетот ги охрабрува сите граѓани кои сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на комитетот која се наоѓа на улицата Наумновски Борче, број 83 во Скопје. Доколку граѓаните не се во можноста да дојдат до просториите, случаите на повреда на избирачкото право можат да ги пријават и преку телефонскиот број 02 31 19 073. Граѓаните можат да ги поднесат пријавите наведувајќи ги своите лични податоци или анонимно. Сите пријави до комитетот ќе бидат дополнително истражени со цел да се верификува нивната веродостојност. И Центарот за слобода цивил ги повикува сите граѓани да пријавуваат изборни нерегуларности од секаков вид, притисоци, закани, уцени, корупција, подкуп, злоупотреба на јавните ресурси и службената положба, кршење на изборниот молк, незаконито работење на изборната администрација, агитација и пропаганда, говор на омраза, лажни вести, проблеми со избирачкиот список, односно се што граѓаните сметаат дека не е во согласност со нивното сваќање за слободни, фер и демократски избори. А во текот на вчерашниот ден на претседателските избори својот глас го дадоа македонските државјани кои се во странство, болните и немотјните лица, лицата во казнено-поправните установи, како и лицата кои издржуваат мерка куќен притвор. Според податоците кои ги објави Државната изборна комисија, на вчерашното гласање своето право го искористиле 38,51% на гласачите во странство, во затворите гласале 55%. Од 3539 граѓани кои се пријавиле како болни или немотјни и 12 кои се во куќен притвор, своето граѓанско право го искористиле 3064 лица кои се пријавиле како болни или немотјни и 7 лица кои издржуваат мерка куќен притвор. Најголема излезност до 18:30 часот вчера имало во дипломатско-конзуларните представништва во Берлин, Букурешт, Загреб, Сараево и Хаг, додека најмала излезност била забележана во Венеција, Копенхаген и Абу Даби. На 32 гласачки места во конзуларните
конзуларно-дипломатските представништва во земјава се пријавиле 1781 гласач. Од Државната изборна комисија кажа дека во затворите каде што со право на глас се 1640 лица, гласањето поминало без проблеми, а излезноста до 18:30 часот изнесувала околу 55%. Кои се надлежностите на шефот на државата? Колку трае неговиот мандат? Како се избира? На овие прашања истражуваше колешката Лепа Џундева. Да го погледнеме материјалот кој што ни го подготви. Шефот на државата го изразува државното единство и е представник на земјата на меѓународната политичка сцена. Се избира на општи избори со тајно гласање, а неговиот мандат трае 5 години. Председателот на државата е тој кој го определува мандаторот на владата, поставува и отповикува амбасадори и пратеници во странство. Тој исклучува меѓународни договори, доделува признанија и дава помилувања. Во негова надлежност е и да предложи по двајца судии на Уставниот суд и Судскиот совет. Негов предлог е и гувернерот на Народната банка. Указот за прогласување на законите го подпишуваат тој и председателот на собранието. Шефот на државата учествува и во работата на законодавниот дом, но нема право на одлучување. Во случај на спреченост го заменува првиот човек на парламентот. Покрај ова, тој е врховен командант на вооружените сили, го повикува и разрешува началникот на генералштабот на Арама и останатите генерали во армијата. Според уставот, председателот се бира во последните 60 дена од мандатот на претходниот председател. Изборната кампања на кандидатите трае 20 дена и завршува со почетокот на предизборниот молк. Доколку во првиот круг ниту еден кандидат не го добија потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласаат двајцата кандидати кои претходно добиле најмногу гласови. Вториот круг на гласањето е 14 дена по завршувањето на првиот круг. Победник е оној кандидат кој ќе добие мнозинство гласови од избирачите кои гласале, но под услов на гласањето да имаат излезено најмалку 40% од запишаните избирачи. Тоа е потребниот цензус. Во случај да нема доволно гласачи на изборите, постојат две опции. Првата е председателот да се избере без потребно мнозинство, а втората да биде избран од собранието. Но за ова се потребни уставни измени. По изгласувањето на Декларацијата за сувереност на државата на 25 јануари 1991 година, Киро Глигоров бил избран за прв председател на самостојна и суверена Република Македонија од страна на Собранието на Република Македонија на 27 јануари 1991 година. На општите председателски избори со мнозинство гласови повторно бил избран за председател на Републиката на 16 октомври 1994 година. Во 1999 година, по вторите председателски избори, на местото на Глигоров дојде Борис Трајковски, а на третите непосредни председателски избори во 2004 година за председател беше избран Бранко Црвенковски. На председателските избори во 2009 и во 2014 година победник беше Ѓорѓе Иванов, кој се уште е актуелен председател на државата. Иванов нема право да се кандидира поради уставното ограничување од најмногу 2 председателски мандати. Председателскиот мандат трае 5 години. Продолжуваме со неколку вести од регионот и светот. 2 лица загинаа во авионска несреќа во Бугарија. Најмалку 50 загинати и 200 ранети при серија експлозии на Шри-Ланка. Втор круг од председателските избори во Украина. Втор ден од референдумот за уставните амандмани во Египет. Пилот и патник на мал приватен авион вчера загинаа кога леталото се урна во јужниот дел на Бугарија. Шефот на полицијата во Пловдив, Атанас Илков, изјави дека авионот Зодијак со 2 седишта бил на промотивна тура, а за време на летот едното крило се одвоило при што авионот се урнал во близина на стадионот во село Ризар, каде имало надпревар. Ова е втор пат од почетокот на април да се урне бугарски авион. На 2 април при пат на авионот од типот Цесна кај Солунска глава загинаа 4 бугарски државјани. Најмалку 50 лица загинаа, а над 200 други се ранети при неколку експлозии во цркви и 3 хотели на Шри-Ланка, јави ДПА. Според полициски извори, рече се истовремено одекнале експлозии за време на великденските миси во католичките цркви и во 3 хотели со 5 звезди во Коломбо. За сега никој не презеде одговорност за експлозиите. Ова е прв сериозен бомбашки напад во Шри-Ланка од завршувањето на конфликтот меѓу властите во Коломбо и сепаратистичката група Ослободителни тигри на Тамил Елам.
Околу 34,5 милиони граѓани со право на глас денеска ќе треба да го изберат шестиот претседател на Украина. Украинците избираат помеѓу актуелниот шеф на државата Петро Порошенко и комичарот Володомир Зеленски. Во првиот круг од претседателските избори, на кои имаше 39 кандидати, за Зеленски се изјаснија на 30% од излезените гласачи, додека за Порошенко гласаа нешто помалку од 16%. Во Украина живеат околу 42 милиони луѓе, но според последната анкета на Галуп, само 9% од граѓаните изјавиле дека имаат доверба во владата. Украина е една од најсиромашните земји во Европа. Зеленски го искористи антивладиното расположение на украинците, а водејќи необична кампања со комичарски настапи и преку социјалните мрежи, каде има милион следачи, е фаворит на изборите. Порошенко е петиот претседател на Украина, познат по прекарот Кралот на чоколадите. Тој е сопственик на најголемата фабрика за кондиторски производи во Украина, поседува телевизија и бродоградилиште и е поврзан со автомобилската индустрија. Порошенко во 2014 година со 54,7% од гласовите беше избран за претседател на Украина. За време на претседателскиот мандат на Порошенко, украинците добија безвизен режим со Европската Унија, а спроведени се и одредени реформи. Тој помогна во воспоставувањето на Украинската православна црква и успешно лобираше на Запад за останување во сила на санкциите за Русија. Над 60 милиони граѓани на Египет со право на глас денеска втор пат поред гласаат на тридневниот референдум за уставни амандмани, со кој треба да му се продолжи мандатот на актуелниот египетски претседател Абдел Фатах Ал-Сиси. Покрај ова, со амандманите на уставот на шефот на државата ќе му се овозможи да ги именува членовите на Врховниот суд на Египет, ќе биде формиран горен дом на парламентот и војните судови ќе добијат поголеми надлежности. Вестите од светот беа и последните информации во ова информативно издание. Пред да се одјавиме, само ви најавуваме дека за 10 минути е најавена првата пресконференција на Државната изборна комисија, која што во живо ќе ја пренесуваме на нашата програма. Останете со нас и имајте пријатен ден.